Капината како овошна култура има големо стопанско значење, особено во повисоките места со над 700 метри надморска височина, но и онаму каде што во текот на целата година има врнежи од дожд. Условите за наводнување исто така треба да бидат соодветни. Капината спаѓа во културата кои имаат големи и специфични потреби кон земјиштето кое го обезбедуваат растението со хранливи материи, вода, кислород, јаглерод, диоксид и од земјиштето растението и плодовите добиваат повеќе од 74 хемиски елементи. Покрај стандардното одгледување на овошни и лозови насади, во Македонија се позастапено и производството и одгледување на капини и на малини. Во оваа емисија на Агроспектар ќе зборуваме токму за начинот и идејата за одгледување на капини и на малини. Се наоѓаме во село Иванковци, каде сме гости на господинот Бобан кој што одгледува капини. Најпрвен добар ден и добре дојдовте, односно добро ве најдовме на вашата нива со капини. Добар ден и на вас и добре дојдовте на името кај мене. Најпрвен би сакала да проговориме околу самата идеја, самиот почеток за производство, односно одгледување на капини. Од каде идејата? Идејата е многу кратка и јасна. Со вадењето на бунарот за поливање на лозјето, дојдов до идеја како да го искористам него порационално и да дојдам со помали средства до подобра заработувачка. Првото го искористив со садење на малини, они се 5 години пред капината, така да со нив добро се престроив, добро поминав и идејата за да се проширам натаму не ми одеше со малината ради тоа што пазарот како нова култура не ја бара многу, затоа остатокот од местото го насадив со капина, која е веќе тука пред нас и втора година е, односно прва година на род. Пред да дојдеме до она главното што би се рекло, кои се самите почетоци? Што се треба да се направи, односно постои ли овде некоја подготовка посебна на земјиштето? Што е она што го правите на самиот старт и што е потребно за да се насади капината? Да, значи пред да се одлучам дали да садам малина, предуслов беше испитување на земјиштето, дали ќе ги задоволи сите оние параметри во кои што успева малината, односно тука некаде е и капината со тие захтеви. Така да оттаму прво тргнав, видов дека тука некаде сум со параметрите, климатски услови вред, малку жегата не фаќа на лето, тука ќе бараме заштита некоја. До сега немав проблеми од жегата, ете се погоди таква клима, вие 5 години со малината, капинава сега прв пат, ја видиме. И садниот материјал многу битен околу целата таа работа, се може да биде успешно и задоволено, меѓутоа садниот материјал ако дојде со лош квалитет или со некој вирус заразен, тука е катастрофа. Бидејќи рековте дека и малината и капината имаат слични карактеристики и специфики, што е она што на самиот почеток, покрај тоа што рековте дека треба да бидат и самите прачки треба да бидат нели добри, постои ли овде можеби некоја сорта која што треба да ја одберете или е тоа само една сорта која што се засадува токму за одгледување на нивите? Не. Нити капината, нити малината не се кај мене се тие сорти, да речеме што сте. Капината е чачанска бестрана, малината е виламет, има многу други сорти и од капината и од малината. Јас се одлучив за овие ради тоа што во блиско соседство, односно во Србија, најзастапена е дури 80% виламет од малината и чачанска бестрана капина, која, да наречем, може би и таа е со 80% засадена во Србија, која успева долги години наназад и се одлучив на тие сорти, мислејќи дека најбрзо и добро ќе се адаптираат на нашиве терени. Со малината се покажа дека тука некаде сме со србите и во клима, и во принос, и во се. Капината се надам дека она ќе биде исто ради тоа што тука се они со
побарување и на климатски услови, и на вода, и на земјиште. Така да треба да испадне како што. Ова веќе ме наведува на друго прашање кое што само се наметнува. Значи ли ова дека претходно се имате едуцирано, може би консултирано со некој? Кој ви помогна во целиот овој почеток? Па во сето ова што сум го одлучил и што е направено на лице место, не 90%, може да кажам 100% едукација лично сам, со брошури, пребарувања по интернет, слично и со, да не речам, мала помош од многу мала помош, ќе го спомнам, ајде и него, да него професорот Толевски од Земјоделскиот факултет од Скопје. Со него еднаш два пати контактирам, пошто и он има малина, за некои си симптоми кои не ми беа јасни. У моментот он ми беше најблизок да го прашам, така да добив одговор и на жалост контактот тука заврши, не сум контактирал повеќе, што од моја страна не е добро. Бидејќи станува збор за не толку честа култура, што е она што треба да се прави во самиот почеток на подигање на насадите? Постои ли овде некоја заштита, одредување на временските периоди, бидејќи тие влијаат премногу на нив? Па, како секоја друга култура што бара припрема на земјиштето, нормално дека и капината и малината бараат иста припрема. Длабоко орање, заштита од трева, подоцна садење со сите прописи, нормално исто тоа едукацијата е од интернет, нема што да крием и да лажам. Брошури кај нас многу малку постојат за оваа култура. Едукацијата ми е пак ќе се навратам од интернет. Се што сум применил тука, се е оттаму купено, видено и спроведено. Може би некаде сум сгрешил, сигурно сум сгрешил заради тоа што се не сум можел да предвидам и да насочам, меѓутоа на реалноста тоа е, јас сум задоволен, малку пласманот не гуши, народот нема култура, лошо се изразив култура, нема навика за користење на овошје уште, така да со пазарот сме малку, не малку, него скроз лоши, оставени сме сами на себе, нема некој капацитет индустријски што би ги абсорбирал сите овие производи и би одел со понатаму, дали ќе ги замрзнува, дали технолошки ќе ги обработува и ќе ги спроведува. Гледајќи тоа во Србија како функционира, кај нас е нула. Со оглед на тоа дека рековте малината веќе 5-та година поред како ја одгледувате, веројатно и бербата веќе тече континуирано како што е. Меѓутоа, додека да дојдеме до процесот на производот на малината, што е она што го правите континуирано? Постојат ли посебни некои препарати, некои заштити кои што ги ставате, користите за да го заштитите и плодот и самиот насад? Вака до сега, прв пат годинава имам проблем со малината, до сега, значи до годинава не сум имал некој посебен проблем нити околу родот, нити околу заштитата, нити имало симптоми на нешто дека еве се болни или им фали нешто. Се што сум спровел, минимална заштита од било што, и тоа е таа општа заштита што би рекле сите, еве јас сум лозар, заштитата на лозјето што ја спроведуваме спрема капината 10:1. До сега. Од сега натаму не знам, може би ќе се појават некои болести. Значи, заштита околу растенијата нема посебно со обични бакар, така нешто заштита површно. Тоа е само лице од моја страна спроведено, але читам дека треба. Ги напаѓа и инсекти ги напаѓаат и многу други болести. Ја не сум имал таков проблем, а може би и не ги познавам. Може и тоа да се случи. Јас сам, така речено, сам се одлучувам дали е болно, дали не е болно, дали треба, не треба да се прска и слично. Од тој аспект,
Со заштита не сум имал проблем. Годинава имам проблем со мрзнење. Посебно на малината, ради тоа што декември месец земено 2015 беше топол месец, ги испровоцира, ги разбуди папките, они веќе тргнаа и на 1 јануар кога се случи тој првиот мраз минус 14, настана голема штета што дури сум со 50%, мислам дека ќе бидам со 50% помалку род од лани. Ова значи дека временските услови влијаат доста многу на родот. Да. Значи сето друго од моја страна можеби ќе биде задоволено, спроведено на време се, али со временските услови не само ја годинава имаат проблем и овоштарите и сите други што се бават со нешто слично вакво. Гледам дека можам да приметам дека имате поставено систем капка по капка. Соодветно е ова наводнување за нив? Значи, капина и малина во Македонија мислам дека нема реон кај што ќе успеат, а без капка по капка. Посебно местоположбата јас кај што сум, незамисливо е капка по капка. 20 дена нека нема вода, отиде се јабана. Ова значи дека тие бараат многу вода, влажност на почвата? Не бараат голема вода, меѓутоа бараат влажна почва, никој пат да не биде сува. Така. Рековте дека не сте премногу задоволни со пласманот на малината. Имате ли можеби некои претходни преговори, договори, познавање на пазарот за капината? Не. Пред да садам малина, се консултирав со подрачното Министерство за развој на земјоделие, ќе го именувам и господинот Тасков Тони, муабетот со него беше. Ми даде некои контакти да направам со 2-3 откупни центри, хладњачи, да речеме, во Македонија, што се бават со вако овоше, меѓутоа, нивниот интерес беше слаб, односно, да не речем, никаков. Може би се во право, ради тоа што се работи за една единка, еден човек во околината што се бави со ваков вид на овоше, кај што не може да пласира производство озбилно, што би се заземале и они да го работат. Значи, едниот фактор е и тоа. Другиот фактор е мислам дека и економската ситуација во Македонија си го прави своето. Скап вид на овоше да се произведе, значи многу труд и работа бара да се произведе и да се пласира на пазарот. Сето тоа треба да се надокнади и сето тоа ја чини малината по кило висока цена, ама споредувајќи спрема други овошни, да речеме, видови, како да земеме кајсија, например. Лани кајсијата беше 100 денари, а јас малината ја давав нешто повеќе. Во кајсијата имате 50 до 60% отпад од семка, ваму нема ни грам. Значи малината е овоше што сето што тежи, сето се консумира. Нема отпад. Колку имате насадено? Колку? Вкупно малина и капина се 5,5 декари. Значи, за едно домакинство како што сум јас, ова е и многу, ако се ослониме само на тие луѓе, 4-члено семејство да го работат, не е многу во сите други фази, многу е во фазата на берба. Значи, бербата бара многу работна рака, тоа се работи само со раце и никако другојаче не може да се набере, за да биде свежо и употребливо за консумирање. Потребна ли е некоја друга механизација во текот на целата година во одгледувањето? Па, како лозјето, механизацијата сета што се спроведува е како лозјето. Значи, орање, кроење, заштитата, пак ќе се навратам. Ја не ја спроведувам онака како што пишува и како што читам. Можда ќе бидам у загуба некогаш, ама за сега гледам дека она напредува и заштитата не ја спроведувам онака како што пишува таму, а сите други фази на работа се тие, слични со лозјето, малку корењето е подосадно и многу побавно од лозјето, меѓутоа па таа е култура што бара таков вид на работа. Не може механизирано да се крои, мора сето рачно да се спроведе, мора да се изврза рачно,
Нема тука механизација, мислам дека и не сум прочитал некаде дека тоа некаде механизирано се работи. Колкав е временскиот период до доаѓање до готов производ? Сметајќи од првата година, Па еве да речеме откако ќе се насадат. значи првата година кога се садат не се рачуна нити има. Можеби ќе има за проба некоја си овошка да речем. Меѓутоа првата година се води сметка на развојот на растенијето да што побрзо и поуспешно се фати и се издигне до таа мера кај што треба да дојде. Втората година веќе имаме нешто род, не е тоа 100%. Третата година, ако домаќинот бил добар, да им даде се што треба и да им ги погоди сите услови во сите фази, ги имаме добар род. Значи, од третата година натаму рачунаме на добар и квалитетен род. На крајот некаде од разговорот еве би сакала да можеби вие и ќе дадете некој поттик за младите земјоделци кои што ете сакаат да пробат можеби некоја нова култура. Колку ова е доходовно и што е она што тие треба да го направат на самиот почеток? Па во изминатите 5 години веќе имам еден заклучок што моje мислење е. Јас до лани се бавев со производство на тутун и сметајки, испоредувајќи го тутунот со малината и капината, и затоа ги избрав овие две култури за да го заменам тутунот со нив, за да дојдам до полесни пари и со помалку труд. Затоа и се престрои во оваа бранша. Порака за мене, од мене, за младите и за било кои што имаат услови за наводнување капка по капка, посебно капка по капка, значи не збориме за било кое друго наводнување, него за капка по капка, би требало да се заангажира и да има се повеќе вакви, да речеме, како мене, не мора пример како мене, него и уште поголеми, поозбилни произведувачи на малина и капина, за да би можеле да бидеме нешто здружени заедно, за да барем еден капацитет преработувачки у Македонија да може да се бави со вакви овошја. За сега ја како јас имаме нешто во Крушево малина, има нешто во Берово малина, меѓутоа тоа во Крушево, така што сум информиран од списанија лично, дека веќе сам си ги преработува. Значи се има снајдено, сам ги преработува, како ги преработува не сум навлегол во тоа, меѓутоа ја и во тоа немам инвестиција за 2 декари малина, не може ја да направам капацитет да може да ги преработува. Така да, ако има повеќе производители, мислам дека било кој преработувачки капацитет ќе се заземе да ги преработува. Никој не бега од заработувачката, а у Македонија ги нема, значи би требало да постои интерес. И оваа емисија на Агроспектар се обидовме да ви доловиме од производството на новите култури кои во Македонија се позастапени. Се надевам дека и овој пат го задржавме вашето внимание. Доколку е така, следете ни и следната недела во истиот термин на К1 телевизија. До тогаш, пријатно!